За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите пилешки гради со печурки. Рецептот го започнуваме со тоа што на даската за сечење ги засекуваме пилешките гради и им ги отстрануваме коските и кожата. Со нож по должина ги засекуваме парчињата месо за да добиеме шницли. Шницлите ги толчиме со дрвен чук. Ги посолуваме. Потоа ги наросуваме со мелен бел бибер. Започнуваме со подготовка на филот. Шампиньоните ги сечкаме на тенки листови. Во тава за пржење на оган го ставаме маргаринот да се растопи. Мешаме се маргаринот побрзо да се растопи. Во тавата ги додаваме и сечканите шампиньони. Посолуваме. За време на пржењето промешуваме. Макдоносот ситно го сечкаме. Во тавата додаваме мелен црн пипер. Мајчината душичка ситно ја сечкаме. Во тавата ги додаваме и сечканата мајчина душичка и макдонос. Промешуваме. Ја тргаме тавата од оган. Ја земаме првата пилешка шницла и ја ставаме на даската за сечење. Врз шницлата ставаме од филот од тавата. Ги превиткуваме краевите од шницлата за да не испаѓа филот и виткаме ролат. Истата постапка ја повторуваме со сите 4 шницли. Во подлабок сад ги кршиме двете јајца. Ги матиме јајцата со жица за матење. Секој ролат го валкаме најпрво во брашно. Потоа во изматени јајца и на крај во лебни трошки. Вака подготвените ролати ги редиме на чинија. На оган ставаме тава за пржење и во неа масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме ролатите од пилешки гради да се пржат. Започнуваме со подготвување на сосот. На оган ставаме тенџере. Во тенџерето го ставаме млекото. Додаваме 2 лажици густин. Мешаме со жица за матење. Макдоносот ситно го сечкаме. Во тенџерето го додаваме мелениот бел бибер. Потоа го додаваме и сечканиот макдонос. Мешаме додека сосот не ја добие потребната густина. Го исклучуваме огнат. Го посолуваме сосот. Испржените ролати ги ставаме на чинија обложена со хартија за да ја впие непотребната мрснотија. Ги редиме ролатите од пилешки гради на чинијата за сервирање. Еден од ролатите го сечкаме на половина. Со црпелка ролатите ги прелеваме со сосот од тенџерето. Украсуваме со кругови црвена пиперка. Додаваме прас, а потоа и морков. На чинијата го сервираме и претходно сварениот ориз. Добар апетит!